Главните забелешки ни се во две насоки, едното е законска рамка и техничките недостатоци кои што ќе ги представи колегата. По однос на законската рамка имаме неколку отстапувања. Првото е што има прекршување на рокот пропишан со закон од најмалку 7 дена најава пред тестирањето. Иако оригинално се објавени списоците со 7 дена однапред рок, истите се сменети 4 дена пред полагањето, со што е прекршен законот за средно образование и законот за основно образование, учениците се оштетени со многу помал период за спремање. Одложено е полагањето поради паѓање на компјутерскиот систем. Законски е препишано дека ова одложување може да биде до половина час со дозвола од државниот испитен центар, но искуствата зборуваат дека учениците чекале и по неколку часови. Во училиште се одложувало за еден ден тестирањето. На 6 јуни медиумите регистрираат дека во Македонија се одложува тестирањето од 9:30 за 12:30, што е не само кршење на законската рамка туку и оштетување на учениците кои што се принудени да поминуваат часови во иста просторија во ситуација каде се под голем стрес, притисок и страф. Постојат и недоследности, нашата законска рамка има простор за дополнувања, бидејќи во моментов нема предвидено ситуација, значи не знаеме кој е решението, доколку ученикот добие негативна оценка на екстерното тестирање или единица. Затоа што ова не е регулирано во законската рамка, од друга страна во свидетелство не сме да постои ваква оценка, а законот вели дека може да полагаат во друг термин само оние кои биле спречени да полагаат во првата сесија, но не и тие кои добиле единица.